Добро вечер со топ тема на телевизија Телма. Кому новинарите да му го дадат досието за да докажат дека биле прислушкувани, дали јавниот интерес или закон ги штити свиркачите од УБК од прогон, човековите права жртви на случајот Пучи и бомба. Ова се само дел од прашањата што вечерва ќе им ги поставам на народниот правобранител Ижет Мемети. Добро вечер. На господјата Слагјана Тасева, Транспарентност Македонија, поранешен член и председател на антикорупцијската комисија, господинот Ставре Джиков, поранешен јавен обвинител на Република Македонија, сега адвокат. Добро вечер. Драго ми е што имам ваков состав кој може да разговара и за истраги и на тема корупција, меѓутоа и на прашања безбедносни и на ова што сега и се случува на државата. Па бидејќи сите имате искуство во истрагите пред се, ме интересира, од вас ќе почнеме господине Джиков, дали се согласувате со истрагата која е спроведена за случајот Пуч, од аспект на тоа дека некако за експресно време се донесе и пресуда, имаме луѓе кои се уште во притвор, а од друга страна обвинителството молчи и се уште немаме јасна слика околу тоа какво обвинение и што ќе спроведе и што точно ќе направи. Најнапред благодарам на поканата и драго ми е што се во оваа прилика гости моите почитувани пријатели господинот Иџет, господица Сладжана, меѓутоа најпрво сакам да кажам дека македонската јавност со овој мега скандал и феномен кој се појави со прислушкувањето веќе полека се обзнанува и се разјаснува новата кривична постапка која е од минатата година во важност, така што главна и централна улога има јавниот обвинител. Вие добро го поставите прашањето, но ред е да објасниме заради почитуваната... само за вовед, ако може покусо. Значи, покусо, практично, јавниот обвинител ја води целата постапка и има неколку фази. Во ова сега што го прашувате, нели, генерално, или да почнеме да го почнеме објаснувањето на цел тој феномен и настан, сакам да кажам дека јавниот обвинител одлучува во првичната постапка и дали ќе донесе некаква одлука. Како што се спомнавте дека некој веќе е осуден, признал вина и така натака. Значи сето тоа е регулирано во новиот закон за кривична постапка. Меѓутоа јавноста очигледно сега се прашува уште колку ние ќе чекаме јавниот обвинител да го покрене тоа обвинение, а во меѓувреме има и пресуда. Да, бидејќи има прилика да учествувам активно во дел од предмети кои се познати веќе во македонската јавност, како што е предметот шпион. Не само тој, и други предмети од организиран криминал. Значи имаме некое скромно искуство во примена на новиот закон за кривична постапка, каде што пак е повторам за да е јасно на јавноста дека јавниот обвинител одлучува. Но низ разговорот вечерашен ќе ги дообјасниме сите тие фази зошто досега јавниот обвинител постапувал онака како што сите коментираат, и од аналитичари, и од вас новинарите, но сепак мораме да знаеме. Мора да се почитува се она што е предвидено во Законот за кривична постапка, а тоа е таа претходна постапка, каде што учествува јавниот обвинител, каде што се друго треба да е подредено на јавниот обвинител. Во смисла на обезбедување на материјални, нематеријални докази, сето тоа е во ингеренција на јавниот обвинител, но и ингеренции кои ги дава не само Законот за кривична постапка, туку и кривичниот законник во член 41 и така натака, каде што се предвидува таа казнена политика по однос на признавање, непризнавање, висина на казна и така натака. Тоа е првично вака објаснување, а потоа во расправата ќе влеземе во детали. Сметате дека јавноста може имаше и критички размислувања за работата на јавното обвинителство околу целиот случај како на почетокот се постави. Сега веќе има и пресуда која е спогодбено се случи. Како вие оценувате целата оваа атмосфера која се прави околу случајот Пуч? Како многу нејасна и многу неодредена и неопределена, затоа што навистина не знам за што зборуваме. Што е тоа случајот Пуч? Она што го беше објавено на веб страната на Министерството за внатрешни. Значи, ние не видовме никаква информација од јавното обвинителство поврзана за ова што се случува. Индиректно имаме информација од Министерството за внатрешни работи, кое што ја иницираше постапката, кое што понатаму ја води јавниот обвинител. Меѓутоа, таму во таа информација што имавме од Министерството за внатрешни, видовме дека има лица за кои постоеле основи за сомневање
дека сториле некакви кривични дела од кои некои беа веќе во притвор. А всушност ако се направи анализа на казнената одредба за која што се тврди дека лицата го повредиле законот, гледаме дека тоа дело не се гони за обид. Значи јас навистина не знам зашто се води сега постапка и ова зашто зборуваше господинот Джиков. Дали е навистина поврзано со овој случај или станува збор за некој друг случај и кои се тие луѓе кои што се вклучени во тој случај и дали и во таков случај, за да можам да дадам оценка дали постапил обвинителот правилно, дали можел во ваква ситуација да постапи така како што постапил, потребни се повеќе информации. Значи, апсолутно, сите не држат нас во онака нејасно, без доволно информации, за да не можеме соодветно да го оцениме она што сега се случува и постапките кои што ги води и ги презема јавното обвинителство. Господин Мемети, вие бевте министер за правда, сега сте народен правобранител. Меѓутоа, еве во улога на народен правобранител, како вие го оценувате случајот со оглед на тоа што и лидерот на опозицијата е под осомничен, одземен му е пасошот, имаме случај исто така на присуди, се вршат истраги за неколку кривични дела. Значи, пуч е само еден синоним за практично речено аферата прислушкување, така наједноставно можеби ја сваќа јавноста. Меѓутоа, дали сето ова што се случува е јасно, со оглед на тоа што има несогласување, како што гледаме меѓу Джиков и Слагина Тасева? Мислам дека од кога се случија овие работи, односно од кога јавноста дозна за сите овие случувања, мислам дека не во доволна мера придонесуваат пред се и политичките партии, но од друга страна и медиумите. Затоа што тезите ги поставуваат така како што на некој им одговара. А ги поставуваат на начин што изгледа дека навиваат. И сето тоа води кон уште повеќе на продлабочување на нетрпеливоста или на делбите. Јас би сакал не на ваков начин како вие го поставивте прашањето, туку пошто сум народен правобранител, од една поинаква призма, од призма на човекови права. Од тој аспект ако се постави прашањето што се случи во Република Македонија, од моментот кога и дозна јавноста, од моментот кога и јавниот обвинител дозна што се случило. Требаше многу повеќе од црвено светло да се уклучи. Како што рече Джиков, дека се е во негови раце. Тој требаше да многу пооштро да реагира по однос на сите овие случувања. Затоа што никој не може поинаку да каже дека се работи за грубо и масовно прекршување на човековите слободи и права, на правото на приватност и на правото на семеен живот, на кој треба да реагират сите институции во државата. Друго е, повелете, сакам. Не само сакав да прашам, во моментов ние имаме поставеност на едно обвинение, меѓутоа се уште немаме отворено случај конкретен за она што го слушаме во јавноста, тоа се аудиоснимките кои прислушкува. За народниот правобранител најбитно е тоа дека масовно се прекршени човековите слободи и права. Од тоа што да не должам, од тоа што слушаме, што гледаме и така натаму, се работи не може здрав разум да каже дека се работи за легално прислушкување. Кој може... Затоа уште дозволете уште ова реченица. И покрај многу слабиот систем за следење на комуникациите во Република Македонија, има една норма која остана жива во измените на закона 2012 година, каде што јавниот обвинител е единствениот кој во секое време треба да знае што се случува со следењето на комуникациите, односно со примената на посебни истражни мерки, што во јавноста се уште немаме повраќај од таа институција, дека граѓаните треба навистина да имаат верба во таа институција, дека на ниво се следат сите состојби и се почитува таа одредба на закон. Да не навлегуваме во тоа што се случи од формален аспект 2008, 2012 и така натаму. Господин Джиков, може ли јавниот обвинител да го прави тоа што
го вели господинот Мемети, да води контрола на тоа како се одвиваат ПИ мерките. Мислам дека сосема точно докажува господинот правобранител, господинот Тиджет, оно го кажува, она објаснување е точно согласно законот за кривична постапка и мислам дека јавниот обвинител точно само би се повторил и би го потврдил мислењето на господинот Мемети. Практично јавниот обвинител се контролира. Само пример во конкретниот случај, нели? Сега разговараме дали за пуч, дали за бомби и така натака, зборуваме за еден многу сериозен феномен, каде што навистина се прекршени човековите права, прекршен е личниот индивидуалитет на секој граѓанин во Република Македонија, дали се тоа 20.000, 26.000 или не знам колку, не само личниот идентитет и индивидуалитет, прекршени се општествените стандарди на личностите за заштита на нивните податоци и, како што рече господинот Мемети, и семејниот и приватниот живот и така натака. Но тоа е еден сегмент од феноменот. Бидејќи ако го разглобиме случајот, треба да го разглобиме и аналитички и согласно законот, ние практично имаме постапка, кривична постапка, каде што се осомничени, обвинети и така натака. И сега во конкретниот случај, еден или два примери, веќе и донесена пресуда. Мене ме интересира зашто сметате дека оваа пресуда е позитивна? Не реков ни позитивна ни негативна, ве молам со такви конотации, не сега мислам да Добро, како ја сметате пресудата, дека ќе помогне на случајот или слушам сега, ова се само паушални оцени. Не влегуваме во никаков конфликт на различно мислење, од проста причина што обвинителот место истражниот судија порано и редовниот суд веќе првичната фаза, претходната фаза ја презема обвинител и тој одлучува за се. Само пример ќе кажам за да може. Не само извинете зашто ова го прашав, за го слушав вашето интервју неодамна еден од медиумите и вие тука оценивте дека е позитивно што веќе има пресуда. Не позитивно, јас пак не се разберем. Јас кажав дека со таквата пресуда Зоран Костовски, кој беше да не грешам за личноста, бидејќи учествувам катодневно во овие постапки тековни сега од минатата година, јавниот обвинител во согласност и признание на вина на споменатото лице донесува одлука на признание. При тоа учествува и адвокат, негов бранител. Понатаму, кога ќе застане обвинет пред обвинителот, му се кажуваат сите законски права. Може и право на молчење, може и да даде исказ и така натака. Значи, ниедно право според мене, оно што го имам сега скромно искуство од овој закон, нов од минатата година, од она што го видов и на медиуми како пресуда, ниедно право на тој обвинет, а сега осудет не му е искратено. Што сакам да кажам? Понатаму, кога се работи за организирана група, нели велиме дека е организирана група, или тоа се води постапка во обвинителството за организиран криминал, ова не е класичен криминал. Ако се објаснивме добро, што значи ке организиран криминал? Ако има од тројци обвинети и понатаму еден од нив признае вина, а сите се поврзани, затоа се ка група. Се не сегам такви изрази како што ги предвидува и законот за кривична постапка и поготово кривичниот законник за сорничко здружение, нели? Во едно здружение се и практично ако се тие во тоа здружение, колку што можам да видам, нели, не сум видел поконкретно, во случај се за шпионажа и така натака, не знам за кои се кривични дела, значи ако еден од тие обвинети признае вина дека смета дека го сторил кривично дело сам или по наредба на друг, практично таа пресуда во рамките на тековното судење и од обвинителски аспект и во текот на редовното судење, практично таа пресуда представува аргумент, доказ неповитен. Мислите Тасева дека може би тоа може би е изнудено признанието или слично, дали се служувате со за конкретен насам да се разбереме, не зборуваме паушално ние. Извинете, рековте дека јас зборувам паушално. Па не, зборувате генерално во таа смисла кога зборуваме. Генерално и паушално. Па се извинеме да не свати Слаđana погрешно. Зборувам за конкретен случај, ако некој е осуден, се извинам во постап. Сега јас да кажам нешто, затоа што очигледно дека ние имаме различен пристап до информациите. Не е точно. Ние медиумски тоа што гледаме, тоа го коментираме. Јас не сум учесник директен во случајот. Првиот во кој што имаме тројца во притвор и еден обвинет надвор на слобода, е во основното јавно обвинителство. Значи не е во обвинителството за организиран. Случајот вториот, во кој што имаме двајца, колку јас знам, а не тројца,
И двајца, меѓутоа, ако се определи, затоа ако е велам, ако запретена вие казна, знаете, да. извинете, Да, значи колку- имаме двајца, се во организиран криминал. Не знам зашто, каде е организираната група и што правеле и на кои околности Не се да се води доразбериме, постапка. ако може, Но не, значи не треба ние ќе се доразбереме и после Не, за јавност да се- За јавност да ја да појасни не што ја создаваме знаеш и како е. да не создаваме дополнителна забуна во Не е јавност. Затоа забуна. реков ние еве јас дозволувам да кажам дека немам доволно Тоа е информации веќе друга работа. за да можам ова да го разглобам, да го анализирам, да го става. Она за што имав информација, казнена одредба има, нема се гони, Да, добит не се гони, тоа е веќе- го коментирав и дадов став. Ова другово, може би господинот Джиков видел, бил присутен, знае нешто повеќе, кои се други членови на групата, не знам. Но проблемот е во тоа, што убаво каже господинот Мемети, значи, ние имаме надлежна институција, се согласуваме дека јавниот обвинител е тој кој што е надлежен ова да го има во своји раце, тој е доминус литис во оваа постапка, значи треба сите да ги организира и да ги координира во сите постапки. Дали станува збор за едно министерство, друго министерство, што треба кој да преземе, сето тоа треба да го координира јавното обвинителство за да излезе и со некаков став на сите да ни објасни што се случило. Прво, ние не слушнавме став од јавниот обвинител дека имаме масовно кршење на човековите права, дека некој преземал действија на одредени прекршување на човековите права или прислушкување и што он мисли во врска со тоа да прави и во која насока сето тоа ќе го води. Значи, освен овака индиректни информации преку медиумите се договориле, па биле не знам колку, па донесена е пресуда, недозволиво е во една ваква ситуација. Јас еднаш реков, институциите очигледно дека се во криза и дури мислам дека нема да претерам ако кажам дека и днината на државата е во рацете на обвинителството. Ова мора да се расчисти низ институциите, а од кои прва е јавното обвинителство. Се разбира тука и народниот правобранител и многу други ќе се вклучат, но обвинителството е тоа кое што треба да се соочи и да се справи со тоа што се вика недозволено и незаконито однесување, за кое што се согласуваме дека е така. Вакво легално прислушкување не се прави. Господине правобранител, во однос на луѓето кои се во притвор, во однос на пресудата која е дадена, отворените случаи, и допрва очигледно треба клопчето да се одмотува. Дали обвинителот е единствениот кој што е повикан оваа истрага да ја спроведе? Или можете тоа и вие да го направите согласно закон? Треба да разграничуваме одредени работи. Едно е случајот што се води за основани сомненија дека е сторено такво и такво дело. И тоа е битно, но треба да се остави на страна. И да институциите ја водат таа постапка. Има нешто повеќе од тоа што е уште позагрижувачко. Затоа што државата и институциите постојат за граѓаните, а граѓаните ги мачат многу поголеми работи. Од тоа што неколку мина се во притвор или се води некоја постапка. Видите, во Законот за кривична постапка стои поднос на правото на приватност и семеен живот, затоа што затоа сум повикан на оваа емисија. И Законот за кривична постапка ограничува и да ако се употребуваат посебните истражни мерка, ако во одредени секвенции има влез во таа приватност, треба се прекине посебната истражна мерка. Граѓаните ги интересира нешто друго, а тоа друго е. Тие чувствуваат болка, тие чувствуваат немоќ, тие бараат, очекуваат од институциите. И прашањето е дали институциите можат со вака предплетена политичка ситуација во Република Македонија да го решат овој случај. Дали вие можете да го решите овој случај? Народниот правобранител со овој мандат, со овие надлежности, со оваа финансиска независност, се уште не е национална институција за заштита на човековите слободи и права во Република Македонија. Според тоа,
тешко дека може народниот правобранител да го расчисти случајот до крај. Секако Меѓутоа, според член секако, од, само малку, ќе ве информирам и вас и јавноста уште подобро тоа што го имате запишано. Народниот правобранител и те како може да води постапка за заштита на човеково право. Да се обрати, ако добијам од вас, до ден денеска од ниеден новинар немам добиено представка дека бара заштита на неговото право. Еве, ова го добив јас како информација, така Дајте ми го, ќе отворам постапка. Еве ви го предавам јавно. Благодарам, ќе отворам постапка. Дебата. Дали ќе отворите представка и што можете да направите? Секако, тоа што можам да направам е следното. Прво да се обратам до тој најповиканиот, а тоа е јавниот обвинител. По однос на овие податоци што ги имам овде, имајќи ги предвид времето кога се случило и така натаму и така натаму. Тој да ме извести дали презел нешто, дали тој знаел за ваквата работа, затоа што ако е легално тој требал да знае. Втора работа ќе се обратам и до УБК. Трета работа и до едни други и така натаму. Народниот правобранител може да преземе еден куп действија. Можете и во УБК да видите, да утврдите исто така дали се вршени преслушувања врз основа на примерки или не се, дали се веродостојни овие стенограми или не се, од каде е изворот на информирање во СДСМ и слично. Се може да преземе народниот правобранител согласно Законот за народен правобранител. И се поставува прашањето, дали ќе ги добие квалитетните одговори. Прво е дали ќе постапите и дали ова ќе го Секако направите. ќе постапам, бидете уверени, ќе бидеме во контакт и ќе ја водиме ова постапка. Јас ви благодарам што ми давате можност како институција во вашиот поединечен случај, каде што ви се повредени вашите права. Затоа што ние гледаме од тоа што се објавува, таму има и приватни комуникации, приватни работи. Тоа е забрането. Дали господине Джиков, јавниот обвинител би му одговорил на народниот правобранител, дали вас ви се случило такво нешто и дали воопшто може да дојде народниот Јас си одговорам, ако совесно ја водиме институцијата, треба се одговори. Затоа што таа комуникација очигледно недостасува. Ова што говори. Не, јас не сум имал случај, не сум имал пример за следење на комуникациите, па за да кажам дека обвинителството не комуницира или ја попречува работата. Само да ве потсетам дека ако сте сакале, сте можеле да имате пример, затоа што вашиот колега, кој е заштитник на граѓаните во Србија, Саша Јанковиќ, ова се случуваше во јануари, еве ги сите тие написи, кои што го отвори српскиот Вотергеј, кога воените шпиуни отвараат прислушкување на судии, на опозицијата, на синдикатите. Тој утврди, благодарејќи на таа истрага, дека се правени нелегални прислушкувања. Човекот јавно излегуваше и ова го зборуваше. Значи тој го истера случајот до крај. Уште пред да водам постапка, јас одговорно тврдам, знаејќи ги процедурите во Република Македонија, дека ако е вистина ова масовност на прислушување, дека тоа било нелегално. Кој тоа го направил? Треба се води истрага. Не може тоа за еден ден, за 5 дена со едно действие. Ама знаете како граѓаните ќе бидат разочарени ако вие уште сега кажете прашање дали ќе добијам одговор. Не. Јас секако дека ќе добивам одговори. Предпоставка. Зашто зборуваме хипотетички? Дај да ја пробаме процедурата. Дај да спроведаме. Добро, ќе ве држиме за збор. Затоа што ние не знаеме каков одговор ќе добиеме. Дај да видиме, да се води ова постапка кај народен правобранител, која не е национална институција за заштита на човековите слободи и права во Република Македонија. Джиков, можно ли е вакво нешто паралелна истрага од она што вие велите во рацете на обвинителот? Тоа е по закон, не можеме ние надвор од законот да одиме. Тоа е една работа, меѓутоа правобранителот пак речам го потврдува дека и точно е дека според она што и вие како пример многу звонат. Да. И се извинам како пример што го кажавте во Србија, го пратев тој случај да ви кажам со големо внимание. Правобранителот во Република Србија тоа што дали активира постапки така натак, па имаше пречки сегде во сите, дури пред собранието на Србија се постои прашање. Дури и за неговата лична безбедност, да не зборам на таа тема. Меѓутоа беше цврст во решението до крај да издржи. До крај, точно така. Јас мислам дека и правобранителот нема сомнеш и да не соди со предпоставки, он е институција за правобранител и како личност кој... Колку обвинителите сакаат да соработуваат со институција нема сакаат, не сакаат, простите ми. Дали тоа воопшто го прават и може да го направат? Јас до сега во Македонија не сум видела такво нешто како што се случи во Србија со српскиот Вотергеј. Добро, секој случај си е посебен, но меѓутоа сакам да кажам кон господинот Иџет Мемети како правобранител и како човек,
тој професионално и совесно ќе заврши ова работа, јас сум сигурен, и ќе добие известување од обвинителот, само тоа што вели правобранителот. Каква ќе биде содржината на известувањето, на информацијата во однос еве и на вашиот личен конкретен случај. Тоа е едната работа зашто зборуваме вечерва, нели, за кршење на човекови права. Но овој феномен на прислушкување, така, јас го коментирав еве втор пат во јавноста, се движи во три насоки. Ако зборуваме за феномен како криминален настан, не само политички, оно што го велиме, не само општествено кршење на човекови права. Значи, ова што ни се случи во Република Македонија, повеќе од сериозен е настан кој треба 24 часа да се работи. А тоа што значи? Тоа значи дека јавниот обвинител кој е задолжен, зборам предметниот јавен обвинител, и така треба 24 часа оперативно да работи. Дали со полиција, дали со граѓани, дали и така натака, покрај личностите што се осомничени во постапката. Зошто го велам тоа? Бидејќи се поставуваат логични прашања во однос на изведување на таа обвинителска постапка. Како што рече и правобранителот, како што рече и колешката Слагена, значи ќе одиме по ред на работите. Кој го направил тоа прислушкување, со која техника, кои се мотиви, кои се цели. Зборуваме за едниот сегмент, нели, за да се ефектуира самата постапка. Но постапката зашто ни оди малку спора, по моје видување скромно. Оди спора од простар причина што веќе друг ги води потезите на изведување на докази во јавноста. Господинот Заев, едната и од другата страна беа изведени. Да, примерки ако имало на Заев ги виде цела јавност на Не, во ред е тоа, дали ги види, не, тоа е во ред. Тоа не пречи на истрагата? Па пречи. Тоа е една работа, јас само ќе го спомнам примерот каде што јас бев државен обвинител 2001 година и првата афера на прислушкување големото уво, јас ја водев лично, каде што јас бев прислушкуван и покојниот претседател Кирил Гјоров и така натака, дузина на личности. Значи, ангажманот на јавниот обвинител е да биде непристрасен, чесен и совесен во работата. Тоа се општа дефиниција. А зошто сметате дека пресконференциите на СДСМ ќе наштетат на истрагата? Па на некој начин да. Ако од која причина? Ако сака господинот Заев со сет респект како негова личност, како лидер на опозиција и така натака, јас само ќе направам паралела која е многу важна. Како што рече господинот Мемети, ако се кршат интимните, семејните права и така натака на личностите, и тоа се изведува во јавноста, нели се обзнанува, тој требаше да направи, јас го кажа во една прилика сега брго, многу едноставно. Требаше со сите овие транскрипти и така натака према сите личности од државниот до јавниот живот, па и до приватниот, да ги собери како што ги дели сега, додека јавниот обвинител не со договор усен, писмен, известување дека бара работна средба. Меѓутоа со оглед на тоа што го прикажа во јавноста, таа дали се сложувате со ова затоа што Заев прикажа и снимки во кои што сакаше да сугерира дека нема доверба во институциите и можеби затоа тоа не го направил. Затоа што се под некаква контрола, тоа му беше целта. Еве јас пак кажувам, нека се под контрола, дали политичка, дали нова власт и така натака. Ако вие јавниот обвинител го задолжите со допис, со службен разговор и со приложување на документација, тогаш не знам кој е тој јавен обвинител што би играл сега прв под наводници на политичка карта. Само законот и уставот. Ако го прави, се зборуваме со предпоставка, во една политизирана постапка, нели да ги меѓутоа дали воопшто може да се има доверба во институциите, оти не верувам дека ако немаме доверба, тогаш нема да се служувате ли вие со Џиков однос на довербата во институциите дека на обвинител треба да лично поднесов кривична пријава до јавниот обвинител за која што слушнавме како заврши. И тоа заснована на одлука на Уставниот суд дека со донесеното упатство се сменети критериумите предвидени во законот и дека со тоа, тој што го донел тоа упатство, излегол надвор од своите службени овластувања и таа таква кривична пријава, јавниот обвинител ја отврли за неполн еден месец. Сладен, ако дозволите, мислам дека ќе се повторам, не знам по кој пат, дека работите во Македонија по однос на таквите делби се оттидани предалеко. Да тоа јас мислам. Вербата, ако дозволите, само две реченици и мислам дека ќе се апсолбира целата ова работа. Видете, токму во довербата, кој сака нека каже, од позиција на омбудсман во Македонија го кажувам, имаме, верувајте дека имаме загрижувачка
политичка криза и институционална, верувајте. Зошто го кажувам многу одговорно? Затоа што институциите и политиките постојат за граѓаните. Колку тие им служаат на граѓаните, дојдете кај мене да ги видите редовите. Многу битно е институцијата омбудсман кога ќе ја донесе одлуката, на таа одлука да веруваат мнозинство од граѓаните. Каква сака нека биде правична, праведна и текако одлуката на обвинителството или на народниот правобранител, ако не остава политиката граѓаните да бидат убедени да ја примат таа, не ни вреди таа одлука за општеството. Затоа да завршам, на нас ни треба нешто друго. Дај да ги оставиме органите, вклучително и обвинителството, и народниот правобранител да не работат под стрес, да работат професионално, да не мислат каква одлука ќе донесат, затоа што луѓе се и тие. Можно ли е така во овие делби? Можно ли е со оглед на тоа што све слушаме? Во овие делби на општеството, вие ќе кажете политички зборува, не го чувствувам, боли тоа, на сите им боли. Во овие делби, во овие два света во Република Македонија, прво, кај македонци се извинуваш овака, позиција, опозиција, кај медиумите, застрашувачки се овие работи. Можно ли обвинител да биде опериран од политички притисок? Само јас повикував на 2-3 пати само на разум. Дајте сите институции, па и политички партии пред се, без разлика дали е позиција, опозиција, македонци, албанци и така натаму. На разум, само со диалог може да ги вратиме тоа што се руинираат вербата во институциите. Да дадеме време сепак и на тасове која што директно нели и вие ја се можно ли е ова што го зборува? Знаете што, јас би сакала да бидам сведок на ситуација кога јавниот обвинител ќе се обратеше до сите вас, наместо вие вака да ги предавате овие досија, тој по службена должност да се обратеше и да ги побара сите информации. Мислите правобранителот и обвинителот? Јавниот обвинител сега зборува. Народниот правобранител не знам дали има надлежност. Така, согласност. Значи народниот правобранител треба вие да му поднесете представка, а јавниот правобранител може да делува и по слушнат глас, може да ги покани. За јавниот обвинител може да ги повика сите, да ги предадат тие досија, да ве побара сите, да види самиот, да преземе иницијатива за тие луѓе за кои што веќе има сознанија или се објавени овие информации, да ги повика да види дали се прво автентични, па да утврдува од тука понатаму што било, како било и што како се случило. Но јас не се согласувам дека ние сега треба сите да молчиме, да ги оставиме нашите институции во мир да си работат, затоа што ние ги оставиме. Јас верувам, јас сакам да работат нашите институции и сметам дека единствено преку институциите можеме да ги решаваме сите овие работи, но не може ние да не ги прашуваме институциите што направиле тие и зошто така постапиле, ако гледаме дека тоа што го прават не е, значи, не одговараат на своите надлежности и не е во рамките на нивните законски овластувања. Значи, ние мораме и да ги прашаме. Не мислев на и да бидат одговорни. Мислев на политички партии. Јас не делувам како политичка партија, значи јас барам одговорност и отчетност и транспарентност од институциите, затоа што само така можеме да бидеме сигурни дека тоа што го работат, навистина го работат во интерес на граѓаните. И мислиш дека во овие околности може тоа да се Не зборувам за денеска, јас зборувам за пред 6 месеци. Еве за минатата година. Значи, недовербата и падот на довербата во ништо не помагаш ако мислиш за 5-6 месеци. Дај кажи нешто што во иднина. Тоа што било, сите го знаат. Ние мораме да се навратиме наназад. Ние ја изгубивме довербата на во институциите наназад со години. И ние застанувавме и ги баравме да си ја преземат својата одговорност. Како се враќа тоа, да ги оставиме слободно да работат или под притисоци? Затоа и имаме ние ситуација, немајки доверба во институциите, кај нас се јавуваат. Ние заедно бевме на иста ваква дебата, зборувавме за пријавувачите кои што носат пријави кај други институции.
во вториот дел од дебатата ќе го спомнеме тоа. Затоа што нема доверба во институциите. Меѓутоа што ми е битно да ја спомнеме транспарентноста како пример. Со мојот соговорник Андреја Богдановски од Think Tank Аналитико анализиравме случаи на транспарентност во земји од Европската унија, па Естонија, скандинавските земји, кои што почувствувале на свој грб прислушкување дури од земји како што се Русија и слично, кои што им велат на граѓаните: мирно спиите. Нашата служба откри разузнавачи кои се од странска држава. И тоа транспарентно го направи. Жане, за да видиме на што мислев кога реков дека обвинителот требал повише него црвено. Меѓутоа, нашите граѓани никогаш до денеска не слушнаа такво нешто. Како илустрација сакам да го слушаме Андреја Богдановски за да види јавноста како се работи во останатите земји, што е професионалност и што е транспарентност. Еве ги случаите што тој ги наведува. Од аспект на меѓународни случаеви не е прв пат да имаме агентури кои што сакале да навлезат во безбедносни случаи. Меѓутоа, кај нас шокот е толку голем, доколку се воспостави дека тоа е така, бидејќи е затворен безбедносниот систем. Ние немаме транспарентност. Доколку се погледнат годишните извештаи на скандинавските земји, Норвешка, Финска, па дури Естонија, ќе видиме дека, например, во естонскиот годишен извештај, јавно се кажува дека со ликови каде што се јавно напишани кои агентури руски например се обиделе да навлезат во естонскиот безбедносен систем. Значи и како тоа целото функционирало. Значи кај нас бидејќи станува збор за толку затворен безбедносен систем, каде што ова е мисловна именка вакви извештаи, или пак еве имаме извештај од норвешката организација каде што вели дека of these, we consider Russian intelligence to possess the greatest potential for damaging Norwegian interests. Јавно кажуваат како они се борат со тоа што на некој начин ќе им дозволи на нивната јавност да спијат навечер, дека нивната контраразузнавачка служба се бори од страна на други да се спротивстави на други влијанија. Кај нас ова не се случува затоа што, како што кажав, ние сме години наназад во сваќањето дека безбедносниот систем не е оној од Советскиот сојуз и дека информирањето на јавноста за она што се случува може да допринесе плюс поени во борбата против било какви процеси кои што го се спротивставуваат на македонскиот безбедносен интегритет, а не да помогне на истиот. Така да имате тука пример во скандинавските земји. Исто така интересно во Шведска, например, истражувачко новинарство, кои што се бават со истражувачко новинарство, открија и поврза линкови како шведска мобилна гигантска компанија соучествувала со режимите во Азербејџан, во Узбекистан, во Белорусија, во кои што заради пристап до овие пазари на потрошувачи, значи економски бизнис сделки, они им давале софистицирана опрема за прислушкување на овие режими, на овие влади, како што ги напоменав. И со тоа се вршила флагрантна злопотреба на човековите права и имало случаеви на апсење на политички неистомисленици кои што се добивале со нелегално прислушкување. Значи, така да, ова може би исто така од поле за интерес, кој што исто јавно достапно може да се провери секаде. Во услови кога имаме вжештени односи во политиката, во услови кога во етерот се слушаат многу разговори, во услови кога имаме луѓе под обвинение за шпионажа и други такви дела, се уште не е јасно кој е изворот на аудио снимките кои ги слушаме во етерот и кои се однесуваат на прислушкување. Дел од разговорите можеа да си ги видат и исто така и новинарите. Продолжуваме со дебатата во студиото на Топ Тема. Она што ме интересира е дека во 2008 започна, 2012 се донесе, во парламентот беа и двете партии. Гласаа закон и измени на законот за следење на комуникациите и СДСМ и ВМРО, ДПМН.
Денеска, токму тој закон е закон за раздор. Нешто што заедно подпишаа. Зошто овој закон беше пиши-бриши и што доведе да денеска имаме ситуација кога никој нема надзор и контрола. Да не зборуваме за собраниските комисии кои воопшто не функционираат. Меѓутоа тука имаме и служби, имаме телекомуникацијски компании, имаме АЕК која не се огласи. Значи точно не можеме да утврдиме кој е прислушкувач затоа што па и никој не ја следи работата на оние што прислушкуваат. Јас само со жалење можам да констатирам дека и покрај тоа што народниот правобранител треба се консултира при донесување на вакви работи, вакви закони кои засегаваат човекови слободи и права, законите беа донесени и законот за следење на комуникациите и другиот закон за електронски комуникации на нетранспарентен начин. Законот за електронски комуникации 6 месеци правеше хаос во правниот систем за следење на комуникациите во Република Македонија, додека Уставниот суд не го пресече. Тоа беше 2010 декември. Значи имаме 6 месеци геп. Никој не знае што се случило со следењето на комуникациите. Затоа што во тој закон собранието дозволи да се вметнуваат процесни действија што Уставот не ги дозволува. Втора работа, не е тој проблемот, затоа што можеби создал тој проблеми. Тоа треба се истражи. Проблемот е следниот. Законот за следење на комуникациите кој е донесен 2005 година. После тоа 2008 година, 2008 година и 2012 година. 2012 година се случи следното. Искасапен е целиот закон за следење на комуникациите. Закон кој се донесува со 2/3 како што се носи Уставот на Република Македонија. Ако го земате основниот од 2008 или пречистениот текст, мислам 2008 година, да го споредите со тоа што сега го имаме, со измените што беа направени 2012 година, ќе видите дека не останало ништо. И ако се прашате што се измени, избришено е се што значи контрола. Избришено е се што значи процедура конзистентна. Замислете, избришена е одредба дека собирањето на податоците или на снимките или на следењето на комуникациите дека треба да се чуваат во посебна просторија. Тоа го нема. Најбитно е за човековите права, не е проблем државата, властите да собираат информации. Ако имаат процедура, проблем е како да ги чуваат. Двете партии дозволиат 2012 година тоа да се брише. Тоа е хаосот. Неодредено време и Така. да се задржуваат. Македонија е единствена земја во која полицијата 12 месеци понатаму. може да се чуваат сите повици од вашиот мобилен телефон, дури оние што ви биле пропуштени, ако некој побара од телекомуникацијската компанија, ќе му ги даде на увид. А само да кажам дека во 2012 се донесе указ за прогласување на законот за национална криминалистичко разузнавачка база на податоци. Тоа што велите вие за чување. Ова можете да го најдете на страничката на МВР, на низиниот вебсайт. Меѓутоа, од кога е донесен, предвидено е да се сформира комисија која ќе се грижи за оваа база на податоци. И која исто така ќе разменува информации со странски служби. И тоа е опфатено овде. Дали, господине Джиков, вие сте запознати со вакво нешто и дали, ако сте сега обвинител, можете да пристапите до една база на податоци која ќе утврди дали ова што го има тука е точно или неточно, фризирано, одземено, додадено? Значи, прашањето ви е на место и мислам дека сега пак одиме со предпоставка ако би било обвинител, нели? Докрај би го спровелува и докрај би ги проверил наводите во вашиот транскрипт. Значи, докрај нема законска пречка, нема кој освен обвинителот. Не може во МВР службите да кријат. Дали ме разбирате? Значи, штом вие сега и лично на правобранител сте го дале транскриптот, тогаш како обвинителот би се дрзнал да биде пасивен или да скрие нешто. Во чиј интерес би го правил тоа? Може ли да скрие некој нешто? Во овие услови сегашни. Со оглед на тоа што се уште не можеме да се води истрага која е изворот на... Видете, во услови кога постојат јасни процедури за тоа како некои действија се преземаат и сите тие процедури се нотирани и за секоја процедура постои систем на контрола,
Мислам, сега зборувам како што е во другите држави кои што беа предмалку цитирани, каде што на секоја фаза се знае кој може да спроведе контрола и во кој момент, односно моментот во кој се прави таа контрола никогаш и не е ни утврден, него може кога сака може парламентарецот да влезе и да види што прати, Тито Петковски беше одбиен да влезе во УБК за случајот Љубе Бошковски. Значи, овој закон требаше да создаде на некој начин National Criminal Intelligence Service, значи сервис за криминалистичко разузнавање, кој што требаше да ги содржи не само овие податоци од овие пресретнувани разговори и така натаму, него и се друго што произлегува од криминалистичкото разузнавање. Следење, прибирање на траги, други типови на докази, собирање на информации за тоа кој со што располага, кој каде, каков имот има и така натаму, се она што е интересно, што може да поврзе некогаш некои луѓе ако сакаме да водиме постапка за организиран криминал. Но мислам дека ова никогаш и не се создаде, мислам дека не се создадоа никогаш услови за да се имплементира овој закон, никогаш не заживеа таа Централна криминалистичко разузнавачка служба во Македонија, што може би причините за тоа се повторно да се избегне било каква процедура или било каков ред или било каква контрола. Кај нас најголемиот проблем е токму тоа дека не постои контрола која што ќе овозможи точно да знаеме во секој момент кој што правел. Значи кај нас е оставено буквално со овие измени во законот, точно дека беа нетранспарентни. Јас од новинари дознав кои што го следеа собранието дека тој закон е во собрание, па дај ни коментари, па види што се случува. На правобранител од 2008 му рекоа дека ги штити криминалците, зашто се залага за донесување на понтрансферентен. Истото го слушнав и јас како коментар. Мислам дека ова е невозможно е да се дознае што се прави во кој момент, затоа што немаме јасни процедури. Тоа ме интересира, може дали имавте време, не знам, да видите како изгледа ова што ви го дадов, затоа што како не знаеме, ова не се само транскрипти, ова е анализа веќе. Мене ми треба како тоа сакам да те прашам. Мене ми треба како институција да го знам, затоа што можеме куп мерки да преземам, да се не само да се обратам, и јас и тие не смеат да кријат информација од народниот правобранител, а и јас треба секако дека да ја чувам тајноста. Јас можам според мојот закон да го повикам у моја канцеларија јавниот обвинител да дојде. Ако за конкретниот случај да ми каже. Тоа ми го дава законот. Можете ли да направите споредба дали е ова веродостојна на работата на УБК? Јас би сакал да ве прашам друга работа вас, пошто ми е потребна. Дали овие разговори ваши овде што ги гледам и анализирани, дали се веродостојни, дали се тие, дали се автентични се, ваши се. Според и датумот, локацијата и соговорникот. Да гледам дека се направени анализи. Освен орган, кој може да направи анализа на тоа што вие планирате и така натаму и така натаму. Така да и ова ми е цел, пошто планирате и ова ми е многу битно за да ги истражувам. Јас заради вас како граѓанин и заради сите граѓани воопшто, за да имаат доверба во институциите, многу транспарентно ќе ја водам ова постапка и сакам од вас ушто од сега да ми дадете можност јавно да јас јавно го водам овој ваш случај. И веројатно и во интерес на јавноста и ние медиумите ќе дадеме поддршка на такво нешто. Треба, и има уште треба многу новинари кои добија ако треба нешто да кажам во јавност, треба вас да ве прашам, ако вас ве засегаат податоци. Со оглед на тоа што сакаме и ние сме заинтересирани лично и како медиуми и веројатно јавноста која е изворот на информациите, мислам дека тоа треба да се води транспарентно. Меѓутоа таа вас сакам да ве прашам. Еве, мојата совест говори дека јас треба да поднесам представка правобранителот да тоа го остори. Меѓутоа, она што сакам да направиме една паралела, што ако луѓето од УБК навистина осетиле потреба некому да кажат дека националната безбедност е загрозена, дека некој прислушкува 20.000 граѓани или пак дека тоа го злоупотребува и го дава на странска служба. Значи тука ги ставам двете тези на ВМРО и на СДСМ. Каде може да се обрати тој? Свиркачот, шепкачот, што би го нарекле, кој што во закон во други држави е заштитен, меѓутоа повеќе се однесува на институции на корупција, отколку на вакви безбедности. Мислам дека е тоа погрешно разбирање. И дали го содржи ова? Јавен интерес. Не се однесува само на корупција, туку се однесува за секоја ситуација кога ќе се појави незаконско и неетичко однесување.
дури и не мора секогаш да биде испитувано дали постои за тоа јавен интерес или не. Во ситуацијава наша, еве да се задржиме на јавниот интерес, да не зборуваме пошироко за тоа како е уредено во другите држави. Значи, во секоја ситуација, во секоја институција и во јавниот, и во државниот, и во приватниот сектор, треба да се обезбеди можност и процедура лицето кој што ќе дознае за некоја незаконитост или неетичко работење, да има јасна процедура како тоа да го пријави и кому. Првин, таа процедура оди во неколку нивоа, значи првин за тоа треба да има можност да пријави во самата институција. Меѓутоа, Значи, само ние треба податок да го од прашаме 150.000 административци не се јавил никој, ниту во Државната комисија за спречување на корупција, никој не се охрабрува тоа да го стори. Ако овие луѓе, имаме евентуално се свиркачите, да кажеме, каде требало да се обратат, затоа што па од друга страна политичка партија ги извади тие информации. Значи, тие да луѓе бидат заштитени. Тие луѓе прво имаат во Законот за внатрешни работи одредени одредби кај што вели треба да одбие незаконита наредба на предпоставен. Значи они имаат на повеќе нивоа можности да бараат заштита од незаконито однесување или да се спротивстават на незаконито барање од предпоставен ако некој барал од нив незаконито да прислушкуваат. Второ, МВР требало да обезбеди канал за пријавување на незаконитости во работењето на било кого од вработените во МВР, а тој канал да биде заштитен. Ако не постои таков канал, мора да постои друга инстанца, институција. Може ли да се јават и кај Народниот правобранител? Во многу системи и Народниот правобранител е тој до кој се поднесуваат пријави. Меѓутоа во Македонија нема закон кој ги штити свиркачите. Може ли да се јават, најчесто и многу често, кога не постои доверба во институциите, свиркачите, пријавувачите дури одат јавно, објавуваат информации јавно или ги пријавуваат таму каде што мислат дека ќе бидат безбедни и со нив соодветно ќе се постапи. Но во секоја ситуација треба да се направи проценка за тоа дали тука може да се има третман на пријавувач, односно whistleblower, кој што во оваа постапка треба да биде ефективно заштитен. Да се создаде можност и механизам да се донесе заштита но на тоа. многу добро е што Снежана го поставува како конкретно прашање. Дали тие свиркачи, не знам што, нели, утврдиле, приметиле незаконско прислушкување. Ние ве имаме сега конкретни случаи, така ли е? Кои веќе се извинам, Ама ние немаме процедура како да го провериме, во тоа е проблемот. Не, ворете, сакам да кажам нешто друго кој не е многу ние во моментот се наоѓаме во многу опасна ситуација. Го спомнав една прилика и сега го кажам. Бидејќи ова презентација на вакво прислушкување кој треба да се провери во обвинителска постапка, тој е едниот сегмент. Дали кај правобранителот заради повреда на човекови права и така натака. Но зборуваме дека ова појава не е само кривично правен феномен. Ова е и политички. И сега, ако е политички, јас укажав и сега е во оваа прилика да кажам, независно до која партија го презентира овој податок на прислушкување, на сите на ова комплетна документација, на папки, фајлови и така натака. Ние треба да имаме една нормална држава која треба да ја хармонизираме. Дали низ правната постапка, или обвинителската, дали и политичкиот елемент кој што го спомна правобранител, иако не е во негов ни надлежност, ние зборуваме, се извинам, бидејќи во случајов имаме почна да објаснам, 3 важни работи за да се реши овој проблем и што побрзо, нормално. Бидејќи под пресија се граѓаните, под пресија се институциите и под пресија е дигнитетот на самата држава. Еве денешниве пресконференции на амбасадорите, германски и така натака. Значи ова прислушкување некој го направи сценарио, по моје скромно видување, каде што веќе го има и странскиот елемент на прислушкување, а тоа се амбасадорите. Дали се на големи и мали земји и така натака. Нивниот апсолутен имунитет е нарушен. Зборуваме за еден сегмент кој е од меѓународен елемент, не е ова обично прислушкување. Затоа сакам да укажам дека овој проблем на прислушкување кој ни е веќе во општеството, да не се доведеме во ситуација, зборуваме како стручњаци и се надевам не политички пристрасни. Немам јас причина на ниедна страна да застанам, но застанувам на страна на уставот, на законите и на заштита на граѓаните, бидејќи граѓаните го прават општеството.
Сега, ако овие три сегменти или овие три постапки паралелно едновремено не се водат, и пак кажувам и вечерва ќе кажам, добро е опозицијата уште вчера да беше во парламентот. Не знам кои политички игри позадини ги имат. Зошто? Ние треба овие демократски институции, каде што е парламент, влада, па ако не биде ова партија денеска, утре ќе биде друга партија на власт или коалиции. Ние треба да создадиме сигурност во општеството. Меѓутоа, разговараме и за тоа дека има несигурност во општеството, недоверба во институциите. Ама тоа е очигледно, ама ние да најдеме кои што се изложени на судски законски казни. Апсолутно, тоа само кај нас Доколку се потврди таа теза. Да, но ние веќе имаме осудени свиркачи. Вие не го идентификувате осуденикот дека е човек кој е... Не, јас во оваа ситуација кога велам осуден свиркач, велам за лидерот на опозицијата Заев, кој што беше осуден за објавените снимки со приватизацијата на банката. Значи, во секоја правна држава ќе се провереше дали од каде е снимката, дали е автентична, дали е автентичен разговорот и дали е точно тоа таму што се вели. Значи, ние сме следеле во светот такви снимки кои што биле снимени прикриено и од новинари, па и словенечкиот пратеник во Европарламентот, Талер, затоа и не е веќе пратеник. Нели? Затоа што новинарите снимеа еден таков разговор од кој што он мораше после да си поднесе оставка. Значи, ние јас лично како граѓанин сум многу задоволна што можам да дознам дека ова се случувало. Не сум среќна со тоа што се случувало. Многу ме прави вознемирена, не сите не прави, затоа и вака разговараме. Но од друга страна мислам дека е дубаво да знаеме и еднаш сега да видиме како ќе реагираат институциите и да бараме излез. Дали нашиот правен систем овозможува заштита на тие што пријавуваат дела? Едноставно тоа е. И имаме сега два нови закона за јавна администрација каде што се овозможува на таков заштита на тие што пријавуваат и за ова за корупција што вика. Меѓутоа, јас пак овде не гледам проблем во толку голем во тоа што не е децидно правно нормирано во Република Македонија. Ние имаме уставна одредба и одредба во закон. Секој граѓанин на Република Македонија е должен да пријавува кривично дело. Така. Проблемот е во нешто друго. И тој е заштитен. Ќе го пријави и заштитене. Нешто друго е колку, дали има волја да го штити некој него. Друг е проблемот, не знам по кој пат го кажува. Цела ова појава во Македонија со прислушкувањето, зашто викам е преплетена со многу работи. Може би на некој ќе им звучи политички, не, како граѓанин ќе го кажам ова. Додека опозицијата секој пат се обидува вниманието на јавноста да го стави на тоа, видете како владеат овие. Другите се обидуваат, видете на кој начин ги дознале тие работи. Ови работи се многу страшни. Повторно, повикувам уште еднаш, затоа што нема друг излез. Излезот е затоа што има собрание. Излезот е диалог. Ако нема диалог. И внатре во собранието, ништо. Секаков. И ако само на таков начин може да се враќаат вербата во институциите. Видите, граѓаните се на очекување, чекаат. Што ќе се случи? Очигледно дека институциите се во мрежата на политичките несогласувања и на политиката. Тоа е факт. Пауза за реклами и одиме кон завршница на оваа дебата. Моите гости дебатираат и за време на рекламите. Тасева, дали очекувате освен политичко правна завршница како што вика Джиков, или воопшто дали ќе има некаква завршница? Дали ова води кон политичка цел, избори, или води кон еднаш за секогаш систем да се воспостави оваа држава? Систем на контрола, на работа, на прислушкување, на кои ровари, кои не ровари во оваа држава? Значи, јас реков веќе, навистина очекувам дека ова ќе води кон воспоставување на правна држава и на функционирање на институциите. Не сакам, навистина се во овие 24 години видовме многу пати политичко разрешување на криминалот и зацкривање на криминалот зад политиката. И затоа се уште немаме ни доверба во институциите, ни доверба во политиката.
Јас мислам дека политичарите и под притисок на меѓународните посредници кои што веќе се јавија, нели? Дека ќе седнат и политички ќе се договорат, но каде е одговорноста? Еднаш во оваа држава мора да си понесе одговорност тој што се однесувал спротивно на уставот и законите, само така можеме да кажеме дека ќе имаме држава во која што ќе функционира правото и граѓаните ќе имаат доверба. Нели, дека институциите ќе кажат немојте да се грижите, ние сме тука да водиме сметка за уставот и за законите, и тоа пак нека бидат политичари, ама честни политичари. Господине Джиков, верувате ли вие во правна завршница, судска одлука? Ако ве прашам со да или со не, како ќе ми кажете? Ако мора да даете краток одговор. Мора, знаете, не сме на квиз, но сепак. Не, имам цел со прашањето. Да, сигурно. Верувате, знаете зашто ве прашам? Да. Дали можевте да се спротивставите на одлуката на Трајковски за аболиција на Димовска? Знаете случајот во 2000... Не бев јас тогаш. Во 2001... Ја 2002 си заменив. Меѓутоа, во случајот на покојниот Борис големото Трајковски УВО веќе после беше отворена истрага. Истиот ден малте некога требаше да Само да почне ве случајот, потсетам. стигна информацијата од Трајковски дека се прекинува со аболиција. Добро. Значи во тој случај се потврди дека обвинителот и не може ништо ако председателот се реши. Ама добро, председателот е посебна институција, закон му дава, устав му дава можност. Не можеме ние сега, збори, пак доаѓаме на потек и статусот на обвинителот. Обвинителот има своји уставни и законски ингеренции. Председателот на државата во вакви сегменти си има своји Ама пак беше правила. политизиран случајот и заврши така. Да ве подсетам, во тој случај единствена беше антикорупцијската комисија која што се спротивстави на аболицијата и побара објаснување од председателот. Обвинителот не може да се спротивстави на Над одлуката на председателот. председателот. Ако формално ги гледаме. Верувам ниту антикорупцијската, но согласно законот за спречување на корупција, Меѓутоа тоа беше единствен случај со судска завршница барем за новинарите. И сега дали вие верувате дека овој случај ќе има судска разрешница и дека нема, цело време зборуваме за притисок политички и слично, а вас ви е многу битно да се истера процедурата до крај. Значи пак ќе кажам, ако се надевам дека правно ќе се заврши, бидејќи ако не се заврши, оној збор што го потребуваме вечерва недоверба ќе трае понатаму недовербата. Ние, јас себе и сега ќе кажам, секогаш ги употребуваме термините, институциите, работ, не е точно. Јас пак ќе го повторам еден пример за покојниот председател Киро Глигоров, го подсети. Јас го водев по втор пат, го активирав атентатот, да кажам, обид за атентат на починатиот председател Киро Глигоров. Не работат институциите, луѓето во институциите дали работат или не. Тие професионалци што си ги водат институции, така и сега. Дали ќе биде Зрлевски, се извинам, Джеков, Мемети, Тасева, јавен обвинител, дали ќе сврши работата, дали ќе постапи согласно законот. Ако не постапи, ќе трае ова што видиме 24 години системна недоверба. И со нас знаете кој ќе прави мајтап? Народски ќе кажам, политичарите. Кој ќе стигне, тој ќе не вози. Зборам за 24 години. А практично се извинам, ако имаме ние правна сигурност, процедура се изведува, се провери ова, се утврди кој што направил, тоа е едниот сегмент, пак велам. Бидејќи ова не го пријавил обичен граѓани, како и вие се новинар, по лично име на почитуваниот правобранител му го давате вашиот транскрипт, овдека го презентира како и големот уво политичарите го презентираат. Настанот, феноменот, криминалот, односно нарушување на безбедност и така натаму. Значи не го пријавува обичен граѓанин, пак да речем по свиркач, не знам каков. Тука стојат по коалициони партнери, лидери. Значи вие очекувате луѓето поставени на функциите па, ако да нека си одат дома, народски малку сега да кажам. Нека си одат дома, оставка од нив. Па како ќе добијат граѓаните правна сигурност? И сите ние. Господине Мемети, и се извинам уште нешто. И како ќе опстане оваа држава? Имам уште 5 минути до крајот, само да ве прашам, со оглед на тоа што еве сега имате можности за делување, што ако ви ги затворат вратите, што ако не сакаат да ви дадат информации, што ако ве блокираат, ме заедно ќе свиркаме пред институциите? Не, јас имам можност јавно да ги критикувам, прес ќе одржиме заедно, не се секире за таа работа, јас ја терам до крај постапката, меѓутоа, ако се испостави дека немаат обвинителот нема врска со оваа работа, не знам. Ако се испостави дека се е илегално, јас ќе донешам заклучок дека новинарот Снежана Лупевска во Република Македонија констатирам дека е нелегално прислушкувана. Тоа е повреда на твоето право. Друго сакав поднос на ова последно што прашавте, која е разрешница или како излез од оваа ситуација. Гледам дека многу мои
почитувани и пријатели и професори и така натаму сакаат да даваат тежина на институциите. Не дека јас не ги ценам институциите, не дека јас немам верба, имам верба повеќе од сите други, затоа што и јас сум институција, представувам институција во Република Македонија. Но сметам, мојот став е јавно познат. Сметам дека оваа ситуација политичко најпрво и правно разрешница, само така ќе им помогнеме на сите граѓани. Значи, политичка, секако и правна. Ви благодарам што бевте мои гости во вечерашната топ тема и се надам дека на граѓаните барем малку им влеавме надеж дека е можна некоја истрага или паралелна еве истрага што може да ја води народниот правобранител, како да и она истрага што ќе ја спроведе јавниот обвинител. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имате пријатна вечер.